Скопје утре повторно останува без јавен превоз. На првиот училишен ден од второто полугодие учениците ќе мора да се снаоѓаат на кој начин да стигнат на училиште. Без јавен превоз ќе останат и студентите, работниците, пензионерите. Истовремено, возачите и вработените во ЈСП остануваат без декемвриската плата. Од синдикатот на ЈСП најавија дека од утре почнуваат со штрајк. Јавен превоз во главниот град нема да има се додека не добијат плата. Утре нема да излегуваат на линија ниту едно возило, освен возилата што се за децата, односно имаме и повозрастни со инвалидитет. Што значи тие комбинијата што се ќе одат, ќе излегуваат и децата имаме случајно договор со школи, што се деца со инвалидитет, тие ќе работат. Не се многу, и се комбинја и возила едно 3 или до 4 возила автобуси. Никој до сега не се јави, барам да прашува дали сте добри, дали сте јаделе денеска. Јавното претпријатие не може да им даде пари за декемвриот и одлуката за доделување субвенции од 11 милиони евра од град Скопје не помина. Затоа синдикатите бараат на утрешната седница советниците да ги одобрат овие средства. Им кажавме, значи чекаме до недела, значи имаат 3 дена да се договарат, оние си земаат платата и советниците и сите таму во град Скопје, а ние вработените во ЈСП Скопје седевме дома. Значи немавме. 45 дена немаме плата земена. Така што седевме дома, оние си прошета, нивниот тертип одличен е, нивните фамилии има за јадење, а кајле немат за вработените, значи за работникот. А од град Скопје наместо да одговорат што ќе преземат за проблемот со јавниот превоз во главниот град, топката ја префрлија на советниците од ВМРО ДПМНЕ. 3 седници поред советниците од мнозинството не ги носат одлуките за редовно функционирање на јавните претпријатија, меѓу кои и ЈСП. На утрешната воредна седница со единствена точка на дневен ред одобрување субвенции за ЈСП Скопје. Советниците откако втор месец не ги носат одлуките. Конечно ќе се состанат да гласаат за програмите кои градоначалничката ги поддржа вработените на ЈСП. Ова ќе биде втор пат во историјата Скопје да остане без јавен превоз. Во октомври 2022 јавното сообраќајно претпријатие исто така штрајкуваше од им доцнеше една плата. Главниот град пола година немаше редовен јавен превоз и поради тоа што не возеа приватните превозници кои се скараа со градоначалничката заради милионски долг. Инаку, Даниела Арсовска дојде на функција советување за набавка на 250 еко автобуси и целосно бесплатен јавен превоз за сите граѓани.